Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со актерката Снежана Конеска-Руси, пеачката Анита Љумаковска и младоженците на овогодишната галичка свадба Јован Филиповски и Лилјана Михајловска. Останете со нас до 11 часот. Еве сме назад во студиото со прекрасни гости, како што најавив од рано наутро, убави ведри теми. Ќе зборуваме за музика, ќе зборуваме за актерството, но ќе зборуваме и за овогодишната галичка свадба, затоа што јас и Роберт ќе бидеме домаќини, како што кажав, на прекрасни гости. Роберт, еве вака и пред камера да се поздравиме. Да, тако се поздравивме со гледачите, сега јас и ти. Да. Добро утро, еве, и официјално и до тебе, и како што кажа ти во најавата, навистина е така. Гости кои што сигурно ќе го задржат вниманието на гледачите, а она што е најбитно, ќе имаме убава дружба, ќе дискутираме за многу убави, како што кажа, нели, ведри теми. Така е. Впрочем и имењето и презимијата тоа го докажувате и ќе го покажат. Така. Ќе ја поздравам најпрво господјата Снежана Конеска-Руси, која што е една од најдобрите актерки кај нас на сите времиња, позната на моите баби и дедовци, родителите, на мојата генерација, на Роберт генерацијата, па и на помалите. Мислам дека нема никој што не ве знае и тоа е сосема заслужено. Вие сте овогодишната добитничка на наградата за животно дело Војдан Чернодрински. Ви честитаме и затоа со тој повод сте денеска тука. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро и добар ден, да кажам, бидејќи е долго патување во утрото, не во ноќта, за да се стаса во Канал 5. Благодарам за поканата, за гостопримството и мислам дека поканата сум на кафе, на појадок, на поручек, на ручек. Добро е што не сум канета на кавга. Ама како тргнало, тепам некаде 80-та деценија, 8 деценија, може ќе стасам и до таа. Затоа ние да се внимаваме што зборуваме, се шегувам секако. Со вас само зубави позитивни работи, навистина ни е драго што ви имаме денеска тука. Анита Љумаковска денеска исто така од Битола вчера дојде во Скопје за да си успее, за да ни дојде свежа и да нема никаков стрес пред да дојде во нашето студио. Точно, да. Добро утро, Анита. Добро утро, добар ден за тие што се станати како нас од порано. Поздрав до вас, до сите во студиото, до гледачите на Канал 5. Па нормално со оглед на тоа што емисијата е во живо, треба да се отпатува порано, нормално да стигнам порано, да се одморам, бидејќи од Битола ќе треба да станам од 4 сатот за да се спремам, за да тргнам и секако пат е, не можеш да знаеш што ќе се случи на патот, затоа порано. Паметно си направила. Така. И наши денешни гости се овогодишните младоженци на галичката свадба, Јован Филиповски и Лилјана Михајловска, кои што ни доаѓаат од Гостивар, ако не се лажам. Јутрово ни допатувавте од таму или тука сте? Напротив, од вчера сме во Скопје. И вие од вчера, иако е Гостивар малку поблиску од Битола, но убаво паметно сте направиле. Добро утро, добре ни дојдовте, ви честитам. Што ете вие сте избрани оваа година да бидете младоженците на галичката свадба, која што е надалеку прочуена. Нема некој што мислам дека не слушнал токму за неа. Како сте? Пред се добро ве најдовме, ви благодариме за поканата. Така е, галичката свадба е надалеку позната и е најпознатата туристичка манифестација, да речам, кај нас. Дали сте возбудени? Да. Добро утро и од мене до сите. Ви благодарам за поканата. Желбата беше голема за галичка свадба, така да чест ни е и задоволство што сме оваа година избрани баш ние за зет и невеста. Така, малку подоцна преку фотографиите ќе видиме дека Јован уште од мал учествува на галичката свадба или како велат галичани од Филиповци е малиот, од Филиповци е, од таа фамилија. Да. Денеска само Милена ќе ме прашува како галичак, јас не смеам, така да Не, таман работа, секако дека смееш Роберт и ти, но да, знам зошто сакаш ете. Малку повеќе јас со нив па не залудно се ги седнав тука до мене младите. Јасно. Така. Господја Руси, започнав со она што нели го добивте вие како награда, сигурно ви е драга, не ви е прва награда, имате многу награди добиено, но секоја награда веројатно си има посебно место во вашето срце и ви докажува и покажува уште еднаш дека сте го избрале вистинскиот пат, вистинската професија и дека луѓето тоа го препознале. Добро, мора да признаам дека бев малку изненадена кога ми јавија,
шокирана, да не речам, нели? Не е трема, не е глума, нели, кога ќе ја примите веста. Меѓутоа, знаете дека е дојдена од вашата фела, од ваши колеги, ваши соработници, и веројатно има некое посилно значење. Морам да се придружам на честитките и на мојата колешка Сонја од Софија, од Битола, и со која заедно и соработуваме и понекогаш во некои обуки, и мојот колега од Драмскиот театар, Џокица или Пикица, како што го викавме, бидејќи и со него имавме соработка. Обично Снежка се лепеше за тие пониските, за Пикица, за Дади и така натаму, така што Гоце тука припаѓа исто заедно до Снежка. Така што горда сум што сме во една таква екипа. Така, навистина е, како што кажав, чест и задоволство да се биде. Споменавте некои обуки работилници, јас имав можност да ве забележам во едно скопско училиште, се сретнавме таму каде што учи мојата ќерка во Браќа Миладиновци. Учествувавте во некои подготовки кога подготвува и патронатот, значи дека работите со деца, го пренесувате знаењето, тоа што значи нели сцена и така натаму. Колку е задоволство и со деца да се работи во денешно време? Се случајот сакаше дека скоро сите институции оваа година одбележуваат 80 години. И Снежка влезе во 8-та деценија, така што и училиштето ме покани за сценарио, за режија, и мене ми е драго што можам да соработувам со деца, бидејќи сум водела доста студија, детски студија со години, од 97-ма, после Дајте музика. Така што мене ми е тоа нормално, ама многу сум строга и многу испрашувам. Јас сум учителката тука, јас ги оценувам и пуштам кој е за на сцена, кој не е за сцена, но се покажа многу добри. Сега моментално 80 години одбележува и Црвениот крст на Македонија, така што ќе бидат гости во Македонскиот народен театар, режија и актер Снежка. Нормално, така имавме и ние преку прилого одбележавме тоа 80 години Црвениот крст и Црвената полумесечина. Анета, нови проекти, нови спотови, песни се најавуваат. Сега си дел од еден бенд кој што гледам дека одлично функционират и се снаоѓате. Песни убави се пеат на интернет, може да се најдат. Така, да. Моментално сум во Дакапо. Така. Поздрав до нив ако не Поздрав, следат. да, секако ќе ги поздравам дечките. Па ќе ги стварно, да. Некоја наредна прилика ќе гостуваме заедно. Може требаше сега тука, ама ајде многу некако ќе беше гузвам во наредна прилика, да. Наредна прилика. Одлично ни оди. Децата се млади, перспективни, вредни пред се. И со тоа некако јас се осеќам како помлада. Бидејќи сум постара од сите нив, јас сум најстара во групата. И така и се осеќам нормално. Имаме споразум, за се договараме заедно. Нормално се спремаат нови песни заедно со нив, како дует, така и јас сама. Но уште се во подготовка, значи и текстовите се пишат и се спрема мелодија, така да кога ќе дојдеме заедно сите во студиото ќе бидат промовирани тука. Супер. Каков тип на песни или имате Ќе има и балада, ќе има и некоја побрза, за сите вкусови нормално. Супер. Едва чекаме да ги слушнеме и да ги промовираме Едва и тука. чекам да влезам во студио да ги снимам. Така, супер. Јован и Лијана, ајде малку за вашата приказна. Колку години имате, колку време сте заедно, како се одлучивте за галичка свадба? Знам дека иницијатор пред се беше Јован. Верувам дека на драго срце си ја прифатила таа иницијатива. Да. Јас имам 25 години, тоест поточно ќе наполнам во јули. Ние сме заедно 7 години. И идејата за галичка свадба, како што кажавте, е првенствено на Јован, меѓутоа после запросувањето ние заедно се договоривме дека сакаме да бидеме зет и невеста на галичка свадба. Така, Јован? Па, како што кажав, желба на секој галичанец е еден ден да прави галичка свадба, така да таа желба од секогаш беше присутна. Како е тоа пријавување за оние кои што не знаат? Бидејќи сигурно има повеќе парови кои што би сакале да бидат, нели? Како оди изборот, каде се пријавуваат, како оди се тоа? Да, па местната заедница објавува конкурс за зет и невеста за галичка свадба. Има неколку предуслови кои што треба да се исполнат Сигурно, и да. кои што им се дава предност на тие кандидати кои ќе ги исполнат тие услови. Еден од условите е да еден од младоженците има галичко потекло, неговата фамилијата потекнува од галичник. Еден од другите услови исто е да
има претходно учествувано како статист на некој од галичките свадби или како активен член на местната заедница и потоа местната заедница си ги презема работите во нејзини раце. Значи тие се одлучуваат понатаму? Да. Има ли врска тоа годините? Па не знам, искрено не знам на тоа да кажам. Значи не може било кој да се пријави на Не може, да. на галичка свадба. Ако еден од младоженците нема галичко потекло, нема шанси да прави галичко. Штета. Се случувало во минатото Добро. да прават свадба пар што не се по потекло од галичник, но тоа е реткост. Значи ако нема некои галичани што во таа година треба да Биле прават пријавени. свадба или биле пријавени, тогаш се избира некои други што имаат желба. И сега има ли некои адити кои што ние нормални свадби што ги правиме да не е галичка? Обичните свадби. Да, некои обичаи кои што претходно треба да ги направите, не знам, пред да На самиот ден се Припреми прават. некој ден се прават, Грото, сите така. адети, обичаи се прават на самиот ден. Бидејќи тоа е веќе културно Потсетивте дека наследство, како дете веќе бил Да, имаме галичка слики подоцна. така. И јас морам да потсетам веројатно дека една од водителките на галичката свадба беше Снежка заедно со мојот колега Симон Беличанец. И ние бевме водители на тој настан и ги познавам во детали сите адети. Моравме да внимаваме кога нели се бричи зетот, Да. се носи на бричење, кога невестата се качува на конјот. Сите тие Внимателно, работи, значи да. Симон ми беше учител на вистина, вистински. И точно знаевме што и кога, како да направиме. Тој сакаше да биде глумец, актер, Снежка сакаше да биде водител, така се најдовме двајцата заедно во Галичник. Но затоа линијата на Галичник ја продолживме и со поетите. Едноставно ги запознавме со околината, со градбата на Галичник, со убавините на самото место. Да, иако моментално имаше и некои проблеми околу продноста и патот, но се Да. надевам дека ќе се среди тоа. Мислам дека утре, Роберт, ќе го погледнеме тој прилог каде што баш од местната заедница апелираат за тоа, мора да се има продност. Има уште време, но и нема толку време со оглед на тоа кога знаеме во Македонија за една уличка обична колку време е потребно да се направи или нешто. Така што мислам дека сосема на време се апелира. Дали можеби нешто вчера денеска имате некоја нова информација околу тоа? Па немаме нова информација. Знаеме дека армијата и делот македонските инженери беа на терен, го видоа случајот со слечиштето на патот. Така. И се надевам дека тоа ќе биде поскоро санирано, така да ќе имаме галичка свадба без никакви проблеми. Да, мислам дека и за Потешкотии. викендов нешто е најавено и планирано како чистење и средување 16, 17, 18. Да, тоа ќе биде како еден настан што го организира местната заедница за нас, жителите на Галичник, да одиме и да помогнеме околу средување на селото, пошто сепак селото не е преодно, не е пристапно во зимскиот период од годината и сега веќе кога е све распролетено и топло, треба да се појде и некои работи да се подсредат. Значи работна акција има. Работна акција, супер. Петровден, 12 се паја сабота, убав ден, така што одлична сесија како што треба, нема да треба да се поместува за ден и за датум. Дали Лилијана е подготвена да биде невеста? Дали сте и физички вака подготвени за тие носи и да се носат и за тоа треба подготвеност? Па, јас во 2022 за прв пат овлеков носија. И искрено морам да кажам дека беше тешка, меѓутоа желбата беше поголема. Па сето тоа помина во најдобар ред, без многу болки. За галичкава свадба се подготвуваме полека. Се учат обичаите, се подготвуваме како и физички, така и психички. Па се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред. Јас сум сигурна дека се ќе биде како што треба, не се Добро, можам сомневам. да кажам дека барем еднаш ќе ја направат вистинската свадба. Ние актерите, посебно Снежка, значи постојано беше невеста во проектите. Да, имаме тука и невеста во фотографии. Струмица, невеста во Штип, невеста во Скопје. Може да покажеме ли после? Едноставно, Да, ако може. И кога ќе сега дојде бидејќи после да, време да убаво. биде вистинска невеста, не е интересно. Па не, случајот сакаше така да биде, значи кај нас има репризи, така што јас сум значи Имате вечно лик за невеста, едноставно, нели? Сакало, Така е. некело, нели? Режисерите кога одбираат Режисерите ликови, кога бираат, веројатно. едноставно Снежка е невестата, а во обичниот живот невестата во бело не беше, ами во црно. Еве, ова може да го Така прокоментираме, беше почнато. оваа фотографија. Да, ова Да, од тоа е кога? женидба
Женитба 1. Женитба, така, заедно во режија на Ставрев, така што беше првата невеста, која што не успева да се омажи, бидејќи бира многу кандидати. Во Штип веќе беше заклана, меѓутоа ја спасија, нели, другите ликови. Така што Не се изненадувате, ќе забележите има секира до господјата Руси. И така исто и во Скопје, во неколку, во Нина, во Галеб, во многу представи, малограѓанска свадба, пак невестата, а во животот носи други обичаи и други адети. Така што повелете во театар, може уште неколку пати да повторите свадба, нели? Анита, оно што можеме да го забележиме кај вас, покрај тоа што имате новитети на музичко поле и нови фризури, што е исто така многу важно за секој изведувач, нели, да го менува и Па стилот. нашата работа трпи Тоа е. такви промени и јас сум многу и решителна кога станува збор за такви промени. Кога решив да станам црвена, викам, па зошто да не пробам, ајде, ако не е како што треба, Ќе се ајде, префарбате. да, ќе се префарбам и готово, не е никаков проблем. Да, во секој случај трпи работата и убаво е да се има промени. Прво за вас, па потоа и за публиката, Точно, нели? некако се осеќам и како со поголема самодоверба. Нормално. Да, Се како и разбира. секоја жена која ќе направи прво промена што сака да направи е косата. Секоја жена. Да, тоа така е навистина. Да, тоа е факт. Свесно или несвесно, прво да. таму некако ние жените тргнуваме. Прво во дали косата, дали стрижење, дали менување на боја, прво тоа ни е така. целта. Немаме многу избор, ама да. Затоа ние сме властени како актери, во секоја представа си друг. Така што немаш потреба во приватниот живот секој Да ден се менуваш. мислиш и да Да, се посебно, менуваш. да. Од костюмографија до Се, шминка, така. до... Самата работа те менува. Самата Да. работа, точно така. Добро, и не е лесно да се влегува одново во нов филм, ќе кажам. Нели? Па добро, секогаш да. текстот те Да. нуди, ти е пред тебе текстот и одиш натаму. Сега пред мене фотографиите и екипите со кои работам и едноставно сакав да го покажам Томе Витанов, мој Како? партнер, постојан партнер кој Колега, што да таму ќе забележи. Ние заедно, значи одбележавме и 45 години дејност во театарот. Така што да. Тоа другата екипа на синхронизација, што е исто екипа од нашиот Македонскиот народен театар, каде што е керката на Симон Беличанец, нормално поедена во меѓу ангелите, Двајца нашиот тука нема Трајче, меѓу нас, да. Да, Трајче Да. Георгиев исто така. Меѓутоа тоа беше тука и Микич, и Лилич, едноставно и еден спикер, веројатно го препознавате. Александар? Јас Да. не можам да видам од тука само. Александар? Да. Аха. Да. Порано им забележував на режисерите дека секогаш бираат своја екипа и кога дипломирав и јас режија, гледам дека пак јас со истите само работам. Значи тоа било пракса, не било туку така, нели желба само. Има и желба, меѓутоа соработници кои се врзуваат со тебе, со твојата идеја, со твојата пракса, од јас сум една здодевна учителка. Така што ме Како здодевна? издржуваат. Може здодевна за ова денешно време, инаку во ајде некое тоа поранешно време како што треба. Веројатно бидејќи за жал некои стандарди се поместени и Да, околу веројатно. строгост и така натаму. Говорам здодевна во однос на тоа дека правам секојаш забелешки во однос на говорењето на македонскиот литературен стандарден Да, јазик, стандарден. да. И едноставно се ужаснувам кога ќе слушнам како броевите на телевизија се изговараат. 300, 200. Значи над 3 запомнете. 300, 400 и да. над. Да, на 300. Да. Да, Така и е, ти така. благодарам на тебе. Такво нешто не постои во македонскиот јазик. Ако веќе имате заменска форма ти Нема благодарам тебе. Толку. Толку. Или ти благодарам, толку. Знам. Мислам, Нему, него, некому, некого. Мислам, ние сме скоро 2 децени во живот, па повторно внимаваш да не да, се сгрешиш. случува, добро, да. Се надградуваш, читаш повеќе, внимаваш, бидејќи дали јазикот е менлива материја, ама сепак она што е стандардизирано мора да се Нема менлива, основата мора да ја основата, имате. па тоа зборам, да. Значи тие акцентски целости, сето на што звучи добро, звучи за сега имаме ние дијалекти, па сега она што е богатството на нашиот јазик, можеме да они кои што добро На ги познаат да битолски познае дека Анета е од Да, Битол, значи не можеш да промашиш дека од Битол. Така? Колку и да се трудам јас Ако? да зборувам литературно, некој збор ќе ми излета и акцентот ми е Тоа е битолски. окей, мислам во ред. Да. Да.
од Куманово ќе го познаеш дека не знам од Струмица, значи тоа е нешто што Добро, кога е јавно Тоа не е богатство. изговорено, Да, значи мора зависи од се- професијата која што ја работиме, кога е некој Приватно може на да се медиум, разговараат и актерите како сакаат, меѓутоа ако се на сцена, мора да се внимава. Може некој лик да биде, Така. нели, дијалектно изговорен и така натаму. намерно. Така. И тоа е неговото. Тоа е богатството, меѓутоа Јазикот посебно основата, се Како ќе го негува во зачувате? песната. Точно така. Предпоставам дека Да. имаш и текстови кои што многу дошле до тебе, кои што сега Мора да се си во пази во ситуација текстот. да бираш, да бидеме реални. Бидејќи долго време си. Мора да се пази во текстот, да биде на да биди. Не велам да биде, да биди. Да, убаво е. Значи, мора да се пази во тоа. Најмногу во песните треба да се пази. Да, само што таму е дозволено да имате некој што викам замејувања и така натаму инклинации. Така. Има Тоа е и стари зборови што Да. јас прв пат сум ги слушнала во моите песни. И ден денес некои не знам ни што значат. Да, некој архаични. Да, стари зборови. Добро, Јован и Лилјана, што работите вие, со што се занимавате? Да ни откриете те Свадба организираме. за сега. Покрај тоа што сега фокусот е на организирање на свадбата, нели има и нешто друго? Голема што бе- одговорност. Да. Да. Јас во моментов го спремам мојот магистерски труд. Би требало да ја одбранам мојата магистерска теза во јуни, а потоа да продолжам во семејната компанија. А што би било магистерската? Да знаеме за гостот за понатаму. Да, На тема маркетинг. Маркетинг, добро. Супер. Одлично. Верувам дека се ќе биде супер. Убав период, можеби малку напорен и стресен, ете и на приватен и на професионален план, но некогаш така работите си се мислат за се на крајот да се излезе како што треба. Јован? Јас работам веќе 3 години како програмер, како софтверски инженер, поточно во IT компанија. Студент на Финки кој сега е во завршна фаза. Ја спремам и јас дипломската работа, така Леле, па вие се оваа година сте фатиле да Ова правите. година двајцата Браво. Супер, супер, Се браво. надеваме ќе дека се исполниме ќе многу помине. работи. Актуелна професија, да. Да, тоа сакав да кажам, се бараат луѓе со професија како вашата. Да. Дали е навистина така, дали можеби во странство, можеби повеќе се цени или тука е добро платена? И тука е добро платена и во странство, секаде има работа. Дали е тоа работа од дома, дали е тоа работа за странска компанија, за некоја домашна компанија. Да, многу ми да работите од овде за странство, така за Да, но јас конкретно работам тука во Скопје. така. Кој сака да работи, има работа. Има работа. И сега да, вистина е дека некои професии не се доволно платени, а нета како е со музиката? Дали бакшиши има? Па, добро. Бакшишот е релативна работа и да има и да Зависи нема. од гостите. Зависи од гостите. Битно е да се задоволни. Значи кога за нас е тоа најголема награда. Како што кажав, може да има бакшиш, може да нема. Битно е кога ќе заврши, дали е свадба, дали е приватна забава, било што, значи дали во кафана или како што кажав, битно е кога ќе се поздравиме на крајот да кажат деца алал да ви. Значи од тоа нема поголема награда. Никоја пара не го плаќа тоа. Еве ги спомнам на крајот господината Русија и ти сега колку има меѓу вас сатисфакција за награди, посебно зборам за оние фестивалски награди, особено за луѓето како тебе кои што веќе децени и повеќе се на сцена. Знаеш како, Роберт, јас од секогаш сум настапувала по фестивалите со една цел Да промовираш пред и да промовирам и да се дружам со колегите. Не е битно дали ќе земиш награда или нема да земиш. Има случаеви каде што песната што е прво место никогаш повеќе да не се слушни. Да, А некоја песна што ни на крај памет не ти паднало дека ќе биде нешто од неа, нема никаква награда, ни прва, ни втора, ни трета. Значи не е тоа битно. Битно е после тој фестивал да се пласира таа песна, да се промовира и добро да котира кај публиката, кај слушателот. Тоа е, како што кажа, значи, тоа е поголема награда од тоа што ќе те именуваат Анета зеде прва награда за таа и таа песна, а џабе ми е мене наградата ако после тоа никој не ја слуша песната. Јасно е. Да. Тоа Има е неки песни што, како се вели, од второ, трето слушање, можеби малку повеќе ќе влезе во уво. Влегва во уво одма и веќе почнуваат да ја барат песната.
Има песни што не сме ги отпеале, не сме ги промовирале на некој фестивал, сме ги снимиле така, а се најголеми хитови. Која песна најмногу ја бараа тебе? Кај тебе Па на, добро, на настап? имам доста песни, слушна има Мајко Стара, лично Наде, Ајше. Тие песни се што не се отпеани на фестивали. Еве после толку години сега се можам да кажам дека стана хит добар знак. Така. На TikTok, на YouTube, значи благодарна сум на сите што ја отпеа таа песна, што ја испромовира. Мене ми е стварно задоволство што еве сум ја отпеала јас таа песна. Така да, младите денеска со социјалните мрежи, нели се следи тој тренд на било кој начин е убаво, нели кога ќе се слушне нека ваша песна отпеана, дали професионално или аматерски. Нели во зависност не е како битно, да, не е битно дали е добро отпеана или битно е што некој се сетил на таа песна што си ја снимил и веќе ја бараат и ја сакаат. Го помниш ли првиот настап, првото застанување пред публика? Потоа и Како не? Господјата Руси ќе праша. Далечната Значи не мора да е фестивал. Првиот настап ми беше на фестивал, на Сидо, 93-та година, далечната 93-та, кога имав 9,5 година. Битолскиот детски фестивал. Да. Таа година беше, ми се чини, не дека јас бев на тој фестивал како солист. Мислам дека најдобро организирано, најубава сценографија имаше тогаш 93-та, кога беше со тој брод на сцената. И потоа продолжив како во хорот на тој истиот фестивал, меѓутоа првиот настап како солист ми беше пред публика 93-та. Никогаш нема да го заборавам и го има настапот и на YouTube. Да? Да. Има на песна од Сидо кој што го одбележам од живото е како ли јас да пораснам. И носам па мислам дека беше истата година. Метро и жилет. Да. Така и се викаше песната Метро и жилет. Кога веќе зборуваме за видеа, сакам да погледнеме едно видео кое што е поврзано со галичката свадба. Не е од лани, можеби околу 10 години има, но така во една минута го сликува сето тоа што се случува на Петровден секоја година, па би сакала да го погледнеме заедно. Еве свадба ќе правиме. Без тебе, татко, жала и плача. Што не си со мене да ми заличи софрата. Да ми заличи софрата, да ми пречекаш родниње. Родниње и пријатели твои и мои. Прости ми, татко, ја ќе се жена. Јуначе, море, јуначе, убаво целивај роката, да не усрамиш татка ти, да не усрамиш мајка ти, да не усрамиш рода ти. Стани, моме, здраво не станало, по ридови сонце огреало, по чардаци крснати бајраци, по дворови китени сватови. Човек да се наежи. Кажете ми и двајцата, кој е омилениот дел од обредите, ќе кажам, кои што се прават таму? Можете ли да одвоите од обичаите нешто што така ви е при срце? Искрено не би можел да одвоам. Целата свадба си има своја убавина. Од почнувајќи од саботата, од редење на бајрак, од фрлање на пушка, па се до во неделата одење по невеста и така. Значи почнувате од сабота? Да. Така? Да. Како тоа доаѓа рано? Каков е редот да го објасниме кога го знаеме? Во сабота свадбата мислам дека започнува околу 17 часот, околу 19 часот, се извинувам. Прво се реди бајракот, потоа се фрлаат 3 пушки и потоа се оди да се пречекаат тапаните, односно музиката. После тоа свекрвата мислам дека го изигрува свекрвиното оро и потоа со бакли се оди по невестата, каде што се зема невестата и треба да оди на 3 чешми да наполни вода. И тука завршува целата манифестација во сабота. Во недела се започнува рано наутро околу 7,5 часот со кањење на мртвите, бричење на зетот. Бричење на зетот не ти е омилено? Па, може да се каже, ама. Добро. Потоа кањење на кумот
и мислам дека е више тргнување по невеста. Така, Јана, ваш омилен дел? И јас не би можела да издвојам некој омилен обичај од целата свадба, меѓутоа ако веќе морам, тоа би било можеби гледање низ прстенот. Така, да, надалеко приличен дел од самата свадба. Тој јадет и ден денес го има. Да. И на обичните свадби. И на други, Да, и на обичните свадби. Еве ги наречам обични бидејќи таа е галичка. Да. Со посебни Што би рекол јадети. нормалните. Нормалните, да, како што кажа Роберт, нормални. Да, ова е културно богатство, ова е Да, културно да, наследство, не е, значи правеле прилози, не знам, BBC и многу други такви некои медиумски куќи, бидејќи е навистина убаво. И препознатливо и традиција и значи А ние велиме, низ прстен те гледа, в срце да ти влеза. Да ти влеза. И ме подсети на нашите диалози, Симе и Снешка. Сега ти земи го ова цвеќенце брака. И вели на девојката, на девојчето, или девојката, нели? Доста се моите јадови, дега да тура твоите. А таа му одговара, тури лудо, тури и в десна пазува. Та оди на Нови Пазар, та купи рало позлатено, купи дзивгар волове, та изорај дворове, та насај јадове и гледај што ќе ти никне. Ако ти никне стратаро, многу ќе страдаш за мене. Ако ти никне невено, многу ќе венеш за мене. Ако ти никне босилјок, гол бос ќе одиш за мене. А ако ти никне здравецо, со здраве ќе се земеме. И сега ти земја китката. Дај ми, држи, не пуштај. Дај ми таа китка теменушка. А ти велиш, китка давам, мома земам. А момата вели, момата, китката е до пладнина, а момата за жив живот. браво. Ние разнежни душата, искрено. Ова не беше планирано. Не беше, ова го видов и викам... Не, и ова ќе Реакција одма. Да. Што тоди? Веќе ја запиша на минутажата, 9:42 минути, браво. Мора да Благодариме прашам секогаш за минутажа, така сме навикнати. Прекрасно. Малку раздолживме. со време. Да. Не разнежнивте сите нас како што тука во кажа. студиото, сум сигурна дека и нашите гледачи, ова ви е сигурно едно искуство кое што ќе си го паметите. Да. Да. Ова е Дефинитивно. наше прво излегување на телевизија, така да овој момент ќе го запамтиме. Да. Кога се договаравме нели за гостувањето, Јован околу прашање, јас само му реков, може ли да не се грижите? Никакви прашања ќе видите кога ќе дојдете, кога ќе си отидете, ќе ми се јавите, ќе ми речете Милена колку беше убаво. Добро, ако одете Ни некаде, стрес. кој дека галичанка на гости, нема да идете кај не знам други, Нормално. се разбира. Така да. Вистинскиот избор. Дали бев во право? Ни трема, ни ништо. Тука ќе направиме многу кратка пауза, ќе одиме со реклами, тама ако сакате, ако сте се предомислиле за кафе и чајче, сега ќе ни кажете, ќе ви направиме, па за кратко се враќаме назад во студиото да продолжиме со фотографии и со уште разговори.